Рамис Мерко нема да седне на обвинителна клупа во Скопскиот основен суд. За скапите и луксузни автомобили ќе му суди Струшкиот суд. Предметот, како што посочуваат од Основниот кривичен суд Скопје, ќе биде доставен до Основниот суд Струга, со оглед на тоа што надлежноста да постапува е на судот, на чие подрачје е извршено кривичното дело. Станува збор за набавка на автомобил Ауди А6 и 4 Шкоди, во вкупна вредност од 114.000 евра, кои Мерко во 2018 година ги купи со пари од општината, без претходно одобрување на годишниот план за јавни набавки од страна на Советот на општина Струга, во услови кога општината имала неподмирени долгови и блокирана жиросметка. Ова доаѓа откако основното јавно обвинителство после 6 години поднесе обвинителен предлог за негово гонење. Антикорупцијска уште во 2019 година поднесе иницијатива за кривично гонење на Мерко, за да се утврди дали тој незаконски трошел државни средства спротивно на јавниот интерес и на законите. И после 9 месеци откако САД го стави Рамис Мерко на црна листа, власта немаше интерес да го гони, посебно не во овој момент кога се прават разни договори и планови за коалицирање со цел да се приграби власта и да се добијат изборите, велат од Центарот за европски стратегии Евротинг. Од друга страна пак, една од главните критики на јавноста е селективната правда и непочитувањето во случаите кои се однесуваат на висока корупција, како овој со Рамис Мерко. Мислам дека се обидува да се намали, да се амортизира тоа незадоволство пред изборите, да се каже дека еве сепак се постапува и по овие предмети, иако гледаме дека по многу други предмети не било постапувано. Иако знаеме дека би требало да бидат судството да биде независно од извршната власт, во практиката во многу случаи тоа сме виделе дека не е така, дека има политички влијанија, така да и ова постапување јас би го ставил во таа категорија на политичко влијание. Не очекувам, вели Николовски, дека до изборите ќе има судска разврска за некој од предметите, а потоа се ќе зависи од тоа кој ќе дојде на власт. Судбината на Мерко во голема мера зависи од политичките прилики после изборите. Против наведеното лице во основното јавно обвинителство Струга, во моментов се активни десетина постапки. Меѓутоа, со оглед на фазата во која се наоѓаат, обвинителството не е во можност да споделува повеќе детали. Инаку, од вкупно 30 заведени предмети, од кои најстарите датираат од 2006 година, во моментов против Мерко за периодот кога тој е вршил функцијата градоначалник, се водат 16 предмети, но со измените на кривичниот законит речиси сите застаруваат. Од судството и обвинителството дигаат раменици и се амнестираат одговорност, иако постапките против Мерко фаќаа прашина во нивните фиоки цели 17 години.